Во продолжение зборуваме на една секогаш фасцинантна тема, ако речеме дека зборуваме на тема од областа на астрономијата. И всушност најавуваме нешто што започнува токму денеска на 14 март, а станува збор за редовниот воведен курс по астрономија, кој што го организира Скопското астрономско друштво. Повеќе злова во продолжение ќе ни каже нашиот, па може слободно да речем редовен гостин и соговорник кога ја имаме оваа тема на план, а тоа е Радан Митровиќ од Скопското астрономско друштво. Добро утро, Радан, за тебе и добро дојде. Знам дека е добро утро, ти подоцна стануваш. Да, ти благодарам што дојде. Со оглед на тоа што сме зборувале многу пати дека тебе ноќта ти е подолга од денот, но сепак кога станува збор за овие теми, особено кога треба да најмеме нешто како што е овој воведен курс по астрономија кој верувам многу мина ги интересира, добро е да одвоиме време и минути да најавиме и да позборуваме за тоа. За оние кои што ве следат, веројатно веќе се информирани, но за пошироката јавност, за оние кои што можеби им требаат дополнителни информации, што ќе се случува во овој воведен курс по астрономија, што ќе се дознае, што ќе се научи, што ќе се види, секогаш се бара нешто плюс, нешто повеќе, и како и на кој начин ќе се реализира и организира. Па идеја за курсот, од како што е родена пред 22-3 години, беше да пополниме она празнина на човечкиот интерес кој што не може да го добие преку формално образование во школото. Па така и ние почнавме. Значи, приметивме дека луѓето доста често ги мешат основни работи, не знаат, не ги разликуваат што е звезда Деница, што е Северница и така натаму, не знаат разлика помеѓу сончев систем и галаксија. Што е нормално во основно образование вие тоа не го поминете како што треба. Така да луѓето се заинтересирани да научат. Особено ги интересираат некои работи што врзани за тоа, за црните дупки, како настануваат, како живеат звездите, како умираат. И други работи, секако заинтересирани се да погледнат из телескоп, што нашето друштво во повеќе од 20 и веќе сме 4-та година како постоиме, или 5-та веќе сме, да, сега сме веќе 25-та, пардон. Така да имаме навистина добри телескопи низ кои вреди да се погледне, така да еден час од курсот е, тоа е еден формален час, иначе се работи за 2-3 сата. Во природа, каде што отвараме телескопи, навистина добри телескопи, и наблюдуваме некои најинтересни објекти, некои си 2-3 сата. Сепак колку држиме на време, сепак се уште ладно ноќе, така да, пардон, имаме навистина така добар интерес луѓе да погледнат низ такав телескоп, ги носиме во природа и тоа е тоа. Меѓутоа главно е тоа што можат да научат да видат како функционира Вселена, што е сончев систем, кај се наоѓа сончев систем, какво е негово место во нашата галаксија, планетиве, нешто основно пример, ќе научат зашто Плутон не е планета и така натаму. Еве ние јас извоив неколку фотографии кои што ќе може да ги видиме во текот на разговорот, чисто да имаме визуелно фотографии кои што се достапни, кои што можеме да ги најдеме на интернет, фасцинантни слики кои што едноставно, како велите вие, секогаш постои простор кој што е празен, а треба да биде полн со знаење, но секогаш и постои она љубопитност од сите тие кои што сакаат да дознаат нешто плюс. Со оглед на долгогодишното постоење, односно реализирање на овие курсеви, што е она кое што вие го имате забележано, односно вашиот генерален впечаток, еве и на вас, но и на оние кои што се дел од Скопското астрономско друштво, во смисла на колку по завршувањето на курсот си одат оние луѓе кои што биле дел од истиот задоволни и колку од нив пак сакаат да станат членови на Скопското астрономско друштво? Па најголем дел од членови што се и ден денеска сме ги, ајде да кажеме така, регрутирале преку курсевите. Значи, со тоа што секој си има свој интерес и желби и време, денеска малце живееме позабрзано, и сепак тоа се одразува и на, да кажеме, на квантитет на луѓето. Се уште имаме добри луѓе, но таа миграција од странство веќе почна да се чувствува и кај нас. Добри деца, се добри деца, и сакат да видат и нешто повеќе од животот, така да одат во странство, така да мора да признам дека малце кобуриме со тој млад кадар. Но има. Мислим дека луѓето се задоволни затоа што навистина се трудиме да даеме максимум што можеме. Углавно се предавачи тие луѓе што слушале пред не знам колку години курсеви, што поминале низ предавања кои не се врзани за курс или доаѓале
како се вика, посетувале терен и наши тие разговори се многу учи, така да навистина мислим дека имаме добри предавачи. Што би сакал да обрнам внимание? Исто малку со претходното прашање. Затоа што луѓето ги мешаат работите и не знаат разлика што е сателита, што е планета. Често ми се случува, пошто сум со телескоп на площад и овие денови ми прашуваат кои се оние сателити горе. Мислат, луѓе често ги мешаат и мислат дека некој ги шпионира. Може сме и безпотребно така некако сумничави во нешто. Имаме овие денови навистина преубава гледка на запад по зајди сонце. Рече си скоро цел месец на нас тоа се случува. Две најсјајни и најубави планети, можем слободно да кажам, визуално, од око гледано. А тоа се Јупитер и Венера. Венера е звезда деница, да речеме, не е северница, како што луѓе мислат. Имаме и ведро небо. Ведро небо, мислам дека ќе имаме и вечер, така да ако сте негде околу 6 сати на вечер, излезете малце баре погледнете на запад, навистина е убаво. Ако баш сакате да видите, штом ќе ги видите тие две, погледнете над ваша глава. Ако видите една малку така црвенка со тоа и Марс, значи може да видите 3 планети одеднаш. Тоа се учи кај нас. Значи можете да научите да уживате во небо. Ако ќе отидете надвор, да научите што е млечен пад, како да го фотографирате, како да си направите многу убави фотографии. За тоа не треба да бидете да знам како професионал. Што сте подобри, тоа е подобра нормална фотографија, но треба да навистина ги учиме луѓето како да уживаат во небо. Дека имат небо над глава. Да научат рецимо како и кога да се подготват да направат да гледат некаков си феномен, кога ќе има затемнување на сонцето, кога ќе има затемнување на месечина, да знаат на што се работи и така натаму. Едноставно сите тие горе сите работи горе на небо што се интересни да им ги демистифицираме, но не да ги направиме грдин, баш напротив да ги направиме убави. Јас стално викам дека луѓето што знаат како настанува виножито, го обогатува тоа и го разубавува виножито, а него да. Апсолутно така. Мистерија не значи дека е тоа поубаво. Да. Оно кое што беше исто актуелно во изминатиот период беше и зелената комета, која што поминуваше покрај планетата Земја и информацијата која што постоеше дека после по 50.000 години. 50.000 години повторно поминува, но не се гледаше така како што се очекуваше. Да, затоа што тоа мора да признам дека од медиуми дојде. Комети имаме постојано. Оваква комета како што имавме, како што беше таа наречена зелена комета, може да кажем еднаш година или две ги имаме. Веќе се најавува следна 2024 дека ќе имаме уште една интересна комета негде во октомври. Би требало да биде многу интересна. Но кометите се непредвидливи. Тоа се тела, може да кажеме, замрзнати топки од мрази и прашина, да речеме, се што има внатре. И не знаеме како ние не можеме да знаеме како ќе реагираат кои ќе се сретнат со сонце. Некои се сосема ладни, ќе поминуваат, ништо не се случува, некои знаат да се распламсат, да направат изненадување. И ние тоа чекаме. Тоа баш не е често. Тоа расплансување може да биде повеќе од 10 години и да чекаме. Имавме такви. За жал, кога беше најжешката корона, во 2020 имавме многу убави комети која се гледаше и текако и дури со голо око. Јас имав прилика да од Ново Лисиче да ја гледам помеѓу две згради со голо око, додуше пред згради сонце. За да видите некои феномени ви треба да станете некош малце порано. Или среден ноќе да отиднете да видите нешто. Но и треба да бидеме информирани за тоа. И да, ама најголема забуна дојде од тоа затоа што луѓето мислеа дека тоа ќе се качат на тераси дека ќе видат. Тоа не може. За комети, особено во урбани средини, тоа не е добро да се гледа. Значи, тоа мора да излезете надвор, барем двоглед да имате, секој е добро да имате двоглед. И ние тоа го направивме, почекавме малце да се разведи, пошто тие денови кога кометата беше најблиску кај нас, за жал беше лошо време, но тоа не значеше ништо. Статистички да, он е малце подалеку, тоа не значеше ништо за 5-6 дена понатаму. Таа се гледа се уште ако имате нормално. Подобар телескоп се гледа се уште и ќе се гледа, мислим, таму и до мај месец, мислим, ќе се гледа. Али ако имате стварно добри телескопи. Али сепак мора да излезете надвор. Тоа не може да видите. Комета, особено оваа не. На повисоко место и каде што е потемно, така? Да, мора да идете негде каде што е потемно, затоа што сепак не беше она толку сјајна. Ние викаме, значи, голоока комета или некој дај комет. Значи, такви комети се ретко случуваат. Може слободно да кажем дека тоа деценијски настан, дека тоа не е баш така секој година или две.
Јас сум имал прилика можда до сега ја се бавам со астрономија, можда 3 или 4 комети да видим со голо око. Тоа е 25-30 години, не повеќе. Што вели Скопското астрономско друштво за сите оние информации кои што кружат? Се разбира дека пред да ги, односно кога ќе ги прочитаме, пред да ги сватиме како вистина треба да го провериме изворот на информацијата, но во последно време излегува многу информации и конкретно и од НАСА. Еве сега последно кое што излезе како информација е дека не очекува некој астероид кој што представува закана за Земјата 2046 година, мислиш дека е најавата, но тоа е многу прецизна. Да. Ако извор НАСА, онда да. И овој пат да. Пасте, не се опасни тие тела и конкретно и тоа тело што го знаеме. Значи тоа е окей. Значи сега сме го откриле, те знаеме, те пратиме, ќе видиме, имаме 20 кусур години да реагираме и да го изучуваме. Тоа тело ќе се прати и така натаму. И е големо, тоа е 50 до 100 метра тоа не е мало. Тоа може слободно, може да кажеме, да уништи еден град и поголем од Скопје, ако иде нормално, директно на нас. Но прво, ви кажав мало, имаме шанса, сега веќе научивме дека имаме шанса такви тела да можеме да ги скршнеме, за такви мали тела можеме. Научивме, прошла година знаеме дека можеме. Сепак таа технологија треба да се развива, но знаете што е проблем? Проблем се тие што не ги знаеме, а тие ги има многу. Се уште ги има многу, но нашата технологија расне. За неколку години треба да се отвори еден телескоп кој се вика Вера Рубин, кој за 2 или 3 дена треба да го скенира цело небо и тој би требал да ги види буквално барем на време да ги види сите. Особено оние што ни доаѓа зад грба, тоа е во правец на сонцето, затоа што ние не можеме да гледаме со телескопи на кај сонцето. Или ништо близо во тој агол. Тоа ние ајде да кажеме како на возачите мртов агол кога често имаме за жал тие глупави соблечани нестичи. Тие се проблем. Тие што не ги знаеме и особено тие што ни знаеме. Таков ни беше 2013 во Челјанвинск, тој ни дојде од позади, за него не знае, но се повеќе и повеќе опрема станува софистицирана, можеме да ги откриеме на време. Пред непол месец дена откривме еден со големина од само 1 метар на далечина скоро колку до месечина. И што беше интересно, луѓето открија неколку, па непол еден ден дека ќе удри у нас. За неполен еден ден и точно открија место, и точно открија време и направија дури убави снимки. Имаше еден фотограф кој се потруди да отиде на точно место, таму негде близина на канал Ла Манш, направи исклучително добра фотографија, ама ви кажав тоа е 1 метар, тоа пукна во небо, се распрежи и така. Но тие не се опасни, колку ви кажав опасни. Сега што е најинтересно од цела приказ? Што ние треба, има проект кој се вика Centennial, кој треба да направи телескоп во орбита околу Венера. Значи, да биде во Венеријан орбита, още се изрази. Тој треба да гледа нас и да ни ги гледа сите тие што ни доаѓаат од зад грб. Тој кошта отприлике колку, ајде да кажеме, колку Меси. Фудбалер. Ние немаме, како цел свет, пари да се береме како Меси и да направиме еден таков телескоп и да ни чува грбот позади, па да ги видиме на време. Ако треба нешто, знаете што не е проблем, еве сега се случува земјото реституција. Сигурен сум дека многу луѓе ќе се спасија, ако некој знаеше да им каже, слушате луѓе, барем сат време порано излезете, па сад живи, здрави, изгледа нема. Така би било и за астероиди, мислим. Ако ни доаѓа нешто од грб, бегајте од Скопје, одите во Гевгелија, одите во Софија, одите во Белград, ама ќе преживеете. Сега Скопје више има, тоа е идејата, да спасиме људски животи. Можда не можеме секој да го сопреме. Ако можеме и тоа ќе го направиме, нели, како човечка раса, и тоа на тоа сигурно се работи, но тоа нема да биде сега за 5 или 10 години, тоа сум сигурен дека ќе биде за можда 50 или 100 години, ќе бидеме во состојба да сите што ни доаѓаат во помалку од година дена да ги тргнеме на страна, ако не се многу големи. Ама такви многу големи сигурно не се, за нив знаеме. Големите ги знаеме, малите не ги знаеме. Да, тие кои што се непредвидливи, кои што не може да се видат. Да, ама направи штета. Да, во едно наше подамнешно интервју, Радан, кога ве прашав дали досега е забележано нешто на небото на нашата земја, дали е забележано некаков неидентификуван летачки објект или НЛО, вие тогаш ми рековте досега не е видено, 24 часа се наблюдува небото. Но
онако што се случува во последниот период и тие последни информации што се случува односно над небото на Соединетите американски држави, не знам поточно каде ќе ни кажете вие, но дека постоја неидентификувани објекти за кои што сепак не негираа дека не се неидентификувани летачки објекти. Па немаше такво. Значи, ви кажав, луѓето до пред 20 на 30 години можеби тоа и че имаше логика, затоа што денеска со оваква технологија, со овакво скенирање, вие можете да знаете комплетно движење на се што се движи горе по небото. Да ќе се запрепастите, пример, јас мора да ги пофалам Хрватија, ви имат нешто што се нарекуваат како се вика ветровска мрежа, која цело хрватско небо е скенирано од низа камери, кои забележуваат се, од авиони до оние летачки, светлачки, бубачки по небо, се што лета, се идентифицира и знае што е, каде и како иде. И нормално, тие ги трга на страна како познати објекти, но не ги интересираат тие непознати објекти, како што се воглено метеори и непознати сателити. Низа години работи, нема, веќе око не е нешто што е како што и во животот. Вие сигурно нема да седите надвор и да чувате ваша куќа или вашата зграда, си има security камера, таа гледа 24/7, 365 дена во година, таа ќе забележи секој што ќе помине, така да сигурен сум дека во тоа нема да се сомневате дека елијан прошao поред вашата зграда. Ваша камера ќе го забележи. Дали се споделува, мислите се, со пошироката јавност, со сите оние информации кои што ги има од нас? Не можете да скриете такво нешто. Тоа е толку. Тоа е толку големо што тоа нешто, такво нешто. Сигурен сум дека не постои човек кој што би можел да сокрие такво нешто. Можда и има такви луѓе кои би можеле, ама тие луѓе што ќе го откријат, тоа не се такви луѓе. Пример, кога би тоа било само во рамките на ЦИА или некои тајни служби на Америка, ама тие не се занимаваат, тие се занимаваат со шпиони на земја, тие не се занимаваат со вонземјани. Но тие луѓе што беат вселена, ја да открием, па не знам, нека дојде и Бајден и Путин заедно. Не ме интересира, ќе излезам кај дојде кај тебе ќе ти кажам. И ќе го покажете тоа. Верувам дека ова се чисти прашања кои што ги имате и ќе ги имате и на овие курсеви и генерално и на оние граѓани кои што ве сретнуваат на плоштадот па сакаат да зирнат низ телескопот. Како и да е, онако што беше наш повод за разговор и за вашето гостување е воведниот курс по астрономија кој што започнува од денеска, ќе се одржува 2 пати неделно, вторник и четврток во предавална 122 на факултетот за електротехника и информатика. Тука малце има измена, тоа е фактички само амфитеатар. Значи заради малце поголем интерес, факултетот излезе во пресек, така да вторник ќе бидеме во амфитеатар, а четврток ќе видиме, пошто мислам дека е зафатен, има тоа, ќе им кажеме на луѓето кои ќе дојдат. Да им кажете и од веб страната ова исто така да си го помините, после таму мислам информациите. Да, таму затоа што тоа беше пред некој ден, добивме гледате ви стварно убаво ми покажат, мора ми тоа да го смените. Да го смените, да, веројатно многу и од таму се информираат. Ќе им посакаме на оние кои што ги бидат дел од курсот убаво да си поминат, да научат многу повеќе работи, а ќе посакам Скопското астрономско друштво и понатаму да работи со полна парија, па да имаме и нови теми за разговор со кои што ќе откриеме малку повеќе од она што ни интересира од областа на астрономијата. Се гледаме во следна прилика, а ние ќе продолжиме со вклучувањето на Марија на лице место, дали ќе одиме директно или ќе одиме со краток џингл, режија оставам на вас, ајде ќе видиме. Марија треба да вклучиме на лице место со следниот нејзин соговорник кој што ми се чини дека е од Црвениот крст.